Тестови за дрога, одземање на возилото во случај на безобзирно возење, системот Безбеден град да препознава нерегистрирани возила, се само дел од мерките и активностите кои ќе ги воведе Министерството за внатрешни работи, со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Министерот Панче Тошковски истакна дека потребно е ревидирање на членот 297а од Кривичниот законник и наместо парична казна да се изрекува казна затвор. Еден од поголемите проблеми што ги имаме во контекст на сообраќајната безбедност е огромниот расчекор помеѓу бројот на пријавени и осудени прекршители. Постојат бројни случаи каде луѓе кои сториле тешки кривични дела во сообраќајот поминуваат со минимални или дури условни казни. Казните, колку и да се високи на хартија, не значат ништо ако тие не се изрекуваат, а уште помалку ако не се спроведуваат. Ние мора да го разбиеме овој систем на компромиси и полуправда, односно неправда, вели Тошковски. Тој смета дека фокусот не треба да биде само на заострување на казните, туку во градење на системот кој ќе овозможи комплетно елиминирање на неказнивоста. До сега правилото беше дека прекршителите лесно поминуваат, а казната беше исклучок, вели Тошковски. Додава дека тоа мора да се промени и дека превенцијата е клучна за да се спречат нови прекршоци. Инаку податоците покажуваат дека во 2022 година биле констатирани 16.359 прекршоци за управување на моторно возило без возачка дозвола. Во 2023 година оваа бројка пораснала на 19.885 прекршоци, а во 2024 година 19.000 прекршоци.